Почитувани гледачи, ова е светот денес натера. Еве што ќе гледате во вечерашното издание. Битола во паника од силен земјотрес, основните средните училишта и градинките надвор. Серија земјотреси во југозападна Македонија и Битола се тресеше. Околу 1000 легализирани објекти во Битола. Саем на цвеќето и хортикултурата. Голема евакуација на учениците од училиштата во Битола, како средни, така и основни. Откако добиле некаква дојава дека Битола ќе биде потресена од силен земјотрес, училиштата и градинките почнале да се евакуираат. Приказната беше дека заради наводно известување од Скопје дека во Битола се очекувал силен земјотрес во периодот од 13 часот и 20 минути до 14 часот. Веста за евакуацијата веднаш се расшири низ градот. Во одделението за образование во општина Битола, раководителката Снежана Петровска за телевизија Тера потврди дека таа не знае кој и зошто ја прекинал наставата во училиштата и кој наредил евакуацијата на учениците да се изврши. Откако оваа вест за наводен силен земјотрес се расшири низ градот, луѓето во страв и паника си ги бараа своите деца на мобилни телефони. И во редакцијата на Тера телевизија се јавија многу луѓе да побараат информација за наводниот силен земјотрес. Научно е познато дека земјотресите не можат да се предвидат, но стравот заради последните 2 дена, кога и Битола се тресеше од двата земјотреси што ја погодија Македонија, денеска резултираше со паника и во нашиот град. Бидејќи во одделението за образование во општина Битола ни кажаа дека тие не знаат за тоа кој наредил евакуација, побаравме одговор од Министерството за образование во Скопје. Министерството за образование и наука, ниту пак Државниот просветен инспекторат немаат испратено било какво известување за евакуација на учениците од евентуален земјотрес кој би се случил во Битола и околината на Битола. Значи, Државниот просветен инспекторат ги презема чекори за да открие од каде по чија налог е извршена евакуацијата на учениците од основните средни училишта во општина Битола. Серија земјотреси во југозападна Македонија се тресеше и Битола. Најсилниот земјотрес е регистриран во 5 часот и 44 минути со интензитет од 6 степени според Европската макросеизмичка скала во епицентралното подрачје во Битола, Дебар, Крушево, Кичево и Охрид со јачина од 5 степени, додека во Скопје, Велес, Тетово и Гостивар со интензитет од 4 до 5 степени. Земјотресот со послаб интензитет е почувствуван и во југоисточна Македонија. Оливера Михајловска. 15 куќи според Центарот за управување со кризи се делумно оштетени во вчерашниот земјотрес во Охридско. Најголем број од оштетените куќи се од општина Дебарца. Пријавите од жителите се однесуваат на испукани ѕидови, оштетени оџаци, кровови, како и помошни простории и плевни. Најголемиот број пријави се од селата Белчишта, Лешани и Велмеј. Го почувствував не јас бев во мојот дом и одма излегов надвор. И како председник на местната заедница излегов по селото да видам дали има оштетено, зашто има и стари изнемошчени лица, да кому треба некому помош. Имаше неколку куќи оштетено, неколку плевни оџаци има доста паднато, 2 автомобили, ако што видов, се оштетени. 5 секунди беше, ако потраеше уште 5, ја мислам дека ќе осрамнеше село. Само што влегов во врата, пошто имав гости полуматура денес чекам, дечињата од брат ми беа и од девер ми, наскали така седнати и наеднаш почна да тресит. Мислам, не да тресит како куќава да паѓат. Не, значи вертикален беше, не хоризонтален. Се почувствува некој звук страшен и осетивме само како паѓат све. То рамки, то слики, то земја, то зидовите испукаја. И во моментот најбрзо што ми текна децава, малите што беа, ги грабнав двете вака подмишки и почнав да викам бегајте, излагајте сите надвор. Се очекува во текот на наредните 30 дена на терен да излезе комисија формирана од градоначалникот на општина Дебарца. Тој елаборат се усвоила на седница на советот на општината и се доставува до владината комисија за проценка на штети. Земјотресот со интензитет од 4,5 степени по Рихтер се случи во 12 часот и 17 минути. Епицентарот на потресот беше во регионот на Илинска планина, од чија западна страна се наоѓа општина Дебарца. Серија земјотреси со епицентар на 25 километри северно од Охрид во подрачјето на Илинска планина се регистрирани и денеска во раните утренски часови. Најсилниот е регистриран во 5 часот и 44 минути со интензитет од 6 степени според
според европската макросеизмичка скала во епицентралното подрачје, во Битола, Дебар, Крушево, Кичево и Охрид со јачина од 5 степени, додека во Скопје, Велес, Тетово и Гостивар со интензитет од 4 до 5 степени. Земјотресот со послаб интензитет е почувствуван и во југоисточна Македонија. Сеизмолошката обсерваторија ја следи сеизмичката активност која потекнува од југозападна Македонија, од Илинска планина, така да утринава регистрирана повторно нова серија на земјотреси, од кои што 3 се почувствувани во епицентралното подрачје и пошироко. Вториот почувствуван земјотрес се случи во 5 часот и 49 минути, кој што во епицентралното подрачје во Илинска планина, кој што е 25 километри северно од Охрид, беше почувствуван земјотресот со интензитет од 4 до 5 степени, додека во Кичево, Крушево и Битола е почувствуван со интензитет од 3 до 4 степени. Третиот земјотрес беше во 7 часот и 4 минути, а е почувствуван само во епицентралното подрачје, значи на 25 километри северно од Охрид, со интензитет од 3 степени. Овој земјотрес не беше почувствуван од населението во Битола. Вчера информиравме дека потресите се резултат на растресено од италијанско тло, но според сеизмолозите тоа не е точно. Овие земјотреси се во рамките на нормалната сеизмичка активност која што потекнува од ова епицентрално подрачје. Серија земјотреси следуваат по регистрираниот потрес во четвртокот околу Пладне со јачина од 6 степени според европската скала. А како битолчани ги доживеа земјотресите? Вчерашниот и тој што се случи утринава повеќето го почувствувале. Воопшто не се плашам, негде беше околу 5:45 сатот са вајде. Станав и тоа беше. Беше јак? Да. Гошетив, ама немаше проблем. Да, во 5:45 беше. Да? Точно, уште лежев, го сетив и си мислев зошто и каде е тоа јавено, сега што никој не го очекуваше тоа, па нарочито во Македонија да парни таква работа. Да. И затоа после на вестите чув дека тоа било во Охрид. И да, и ваму во Кичево. Нормално си се плашиш од таква работа, не може никој да те сопри од такви рушување на куќа. Нема кај да се бега, куќата се руши цела, а внатре дур да станеш да избегаш, готово е со нас. Слушнав, а не го почувствував. Сабале негде било 6-15 сат. Нема што да се плашиш, тоа кога ќе дојде нема плашење. Да? Мали се ти не беше многу. Не беше јак? Не. Дали се плашите од земјотрес? Се фала Богу, кој не се плаши. Земјотрес со интензитет од 5,1 степен по Рихтер е почувствуван околу полноќ во округот Текирдак во Турција, јави турската приватна телевизија CNN Турк. Епицентарот на земјотресот регистриран во 23 часот и 54 минути по локално време од сеизмолошката обсерваторија Кандили во Истанбул се наоѓал во мраморното море. Земјотресот бил на длабочина од 14,9 километри и е почувствуван во целиот регион на мраморното море. Нема податоци за настрадани и материјална штета, но потресот предизвика паника меѓу населението, особено во областите во близина на епицентарот. Голем број жители на турска Тракија и Истанбул по земјотресот ги напуштиле своите домови. Телевизиите покажаа исплашени луѓе како стојат на улиците или седат во своите автомобили. И во Босна страв и паника за евентуален земјотрес. Еден од најпознатите сеизмолози од подрачјето на поранешна Југославија, Драго Тркулја, рекол дека и подрачјето на Босна и Херцеговина е загрозено поради земјотреси. Досегашните статистички истражувања покажаа дека Бања Лука, но и подрачјето на Источна Херцеговина во иднина сигурно ќе бидат погодени од земјотрес со приближна сила, како што беше оној на северниот дел на Апенинскиот полуостров. Дали ќе се случи тоа за 5 месеци, 15 или 20 години е помалку важно. Верувајте, не сум песимист ако кажам дека тогаш како кула од карти ќе почнат да паѓаат многу згради кои се изградени на почетокот на 90-тите до денес, предупредил Тркулја. Голем дел од Босна и Херцеговина може да се смета за потенцијален епицентар на силни земјотреси, но овие места се традиционално најзагрозени. Во Босна и Херцеговина годишно се регистрираат околу 1100 земјотреси послаби од 2,5 степени по Рихтер.
Реално е да се очекува во следните 50 години овие подрачја да бидат погодени од земјотреси со сила од 5,5 степени по Рихтеровата скала, рекол сеизмологот Горушанин. Сега и за патиштата. За сега нема санација на патот за Пелистер. И за други теми по кратката пауза останете со нас. Болницата Плодност ви представува. И премиери, и министри, и пратеници, и советници, и експерти и многу други седнале во директно на тера. Без разлика дали е удобна или не. Од неа никој не станал. 10 години, кусо јасно во директно на тера. Секој вторник во 22 часот и 50 минути на Тера телевизија. Спонзорирано од приватна здравствена установа, специјалистичка ординација по максиофацијална хирургија, Максидент Вршковски. Во денешниот ритам на градот ќе гледате. Прва награда од публиката за Борче Наумовски. Вечер започнува Европското фудбалско првенство. Млади музички надежи. Видеозапис за песната Кактус. Гледајте неведнаш после вестите на Тера. Задоволни граѓани, задоволен министер, задоволен градоначалник. Вака беше во кабинетот на Талески. Тој со министерот Јанакиевски му врачија решенија на 15 на граѓани. Стево Башуровски. 15 на граѓани кај битолскиот градоначалник, а таму ги пречека и министерот за транспорт и врски. Средба на која се врачуваа решенија за легализација на дивоградбите. Граѓаните насмејани и радосни. Веќе навистина се реши еден голем проблем наш по старите шометиштеше за некои вака изградени мали објектчиња, што ги користивме мимо законот, се ги направивме во дворот, а сега беше моментот да се ги легализираме. Насмевки и радости кај министерот им ги подели решенијата на битолчани. Навистина представува голема чест и задоволство кога ќе слушнам ваква една изјава на лице што го легализирало својот објект, и тоа беше нашата цел да го решиме проблемот на граѓаните кои што 10, 20, 30 години наназад изградиле објекти кои не биле согласно законот. Освен тоа, министерот кажа дека до крајот на годината ќе изградат неколку локални патишта во општината, го спомна и проектот за паркинг простор. Околу детални урбанистички планови, поточно за деталниот урбанистички план за централното градско подрачје, каде што градоначалникот планира да изгради подземен паркинг. Тие се договорија. Проектот сега е во администрацијата на министерството и општината и штом се доби одобрение, советот ќе го гласа. Тоа значи дека после тоа ќе можеме слободно да распишеме тендер за заинтересиран инвеститор да инвестира во подземните паркинзи во Битола, кои што пак во деталниот урбанистички план предвидуваат и деловен простор, за да го мотивираме инвеститорот тој да го изгради паркинг просторот за општината, а ние во јавно-приватно партнерство со него да му дозволиме да направи деловен простор во централното градско подрачје. Во Битола досега се издадени околу 1000, а на државно ниво околу 25.000 решенија за легализација на дивоградби. Од големата зима и снегот и мразот попушти патот на Пелистер. Неопходна е санација. Го прашавме министерот за транспорт и врски дали и кога ќе се интервенира. За оваа година нема предвидено средства за поголема санација на тој пат. Годинашната градежна сезона, фигуративно кажано, ќе изврши пластична операција на ликот на Битола, смета градоначалникот Талески, со пари од буџетот од Министерството за транспорт и врски, од Светска инвестициона банка, како и од ИПА фондовите, ќе се санираат битолските улици. Оливера Михајловска. Тендер тежок 1 милион евра распиша општина Битола за инфраструктурна реконструкција на улиците. За улиците каде имале подлога со средена документација градежно ќе се активирале, онаму каде отсуствувала ќе санирале колку можеле. Нашата идеја и план е секоја година колку што може максимално да интервенираме во делот на водоводната мрежа, канализацијата и се разбира во асфалтирање на улиците. Мислам дека со новиот влез кој што го правиме од страната на Ресен и Охрид и со оној кој што веќе ни е завршен од страната на Прилеп и Скопје, мислам дека се заокружува една многу интересна слика во нашиот град и најфреквентните улици ги обезбедуваме со максимално безбедносна една ситуација и за возачите и за сите пешаци кои што се движат по улиците. Зафатите ќе се финансираат од многу страни.
Значи, дел одиме со интервенција од буџетот на општината, дел од транспорт и врски, дел од Европската инвестициона банка, дел од Светска банка и се разбира колку што е можно лобираме за проектите преку ИПА фондовите, европските фондови. Планирана стратегија е по санацијата на фреквентните да влизат и во другите места помеѓу граѓаните, велат. Дека практично скоро сите проекти кои што се финансираат од Европската инвестициона банка преку Министерство за транспорт и врски веќе се заокружуваат или се заокружени, но остана еден дел за интервенција по патиштата кои што се финансираат од Светска банка. Значи, тоа е пакет мерки исто така на повеќе места, во повеќе села, во повеќе рурални средини, кои што се недозавршени. Ќе направиме исто така една стратегија и повторна една организација на работата и се надевам и убеден сум дека и тие ќе се завршат до крајот на ова градежна сезона. Во планираните активности планирана е нискоградба. Значи имаме повеќе проекти, работиме на повеќе потези. Ова година вклучени сме максимално. Во овој момент имаме договори од преку 113 милиони денари до денес. Имаме сработено некаде околу 30 милиони, до крајот на месецот ќе бидат сработени 60 милиони, значи до крајот на годината, и убеден сум дека ова година ќе биде најуспешна за нискоградба, затоа што на еден од поранешните пресови кажав дека нискоградба во просек последните 10 години работеше со 37 милиони со оперативата, а оваа година ќе биде максимално некаде 130. Талески потенцира дека со оваа градежна сезона ликот на Битола ќе се смени. Покрај санација и инфраструктурно уредување ќе се насочат и кон кружните текови, односно во овој пакет улици за кои распишан тендерот од 1 милион евра, влегува санација на Васко Карангелевски, односно од кружниот тек кај Педагошка до Веро, каде се предвидува уште еден кружен тек, и Иван Милутиновик, почнувајќи од Винкс до Јавор, и наредна фаза кружен тек кај здравствениот дом, се до пред фонтаната кај основниот суд. Демократскиот сојуз од Битола денеска се огласи на пресконференција по вчерашната пресконференција на НСДП. Му порача, ако немаат предлог за темите, ги молат да не им го узурпираат времето на битолчани, представувајќи се себе си со монолозите пред медиумите. Да биде уште позбунувачки, човекот зборуваше за работи кои воопшто не ги познава. А и како би ги познавал кога денот на формирањето на НСДП, па се до ден денешен, оваа партија нема ниту еден представник во Советот на општина Битола. Оттаму, нас и на битолчани не ни е јасно кого вие, господине, представувате, кои се вашите подржувачи, а и колку се. Од друга страна, во Советот на општина Битола има и помали политички партии кои заради поддршката на нашите сограѓани 8 години наназад успешно ја реализираат програмата за развој на општина. Ние, за разлика од вас, јасно земаме збор со цел да ги поддржиме проектите за подобар живот во Битола. Во врска со последните случувања и најавените протести во Прилеп, ставот на Управата за јавни приходи не може да биде поинаков од она што е препишано во даночните закони. Честно и поштено заработениот леп е од платени даноци, како и во секоја нормална држава. Физички напад и навреди кон вработени во Управата за јавни приходи се неоправдани, недозволиви и нецивилизирани. Секој даночен обврзник има права и обврски и истите треба да ги решава институционално. За жал, во конкретниот случај тоа не е направено, туку службените лица на Управата за јавни приходи во 2 наврати се нападнати од страна на изданочен обврзник во Прилеп, со цел спречување на вршење на службените должности и контрола на финансиското работење. Доколку даночен обврзник или група граѓани имаат поплаки и барања до Управата за јавни приходи, истите ќе бидат сослушани и одговорени согласно законите, стои во соопштението на Управата за јавни приходи. Саем на цвеќе и хортикултура утре во 11 часот пред офицерски дом во Битола ќе биде отворен првиот саем на цвеќе во Битола. Организатор на саемот е Божиловик продукција, а општина Битола ја обезбеди техничката поддршка за саемот. Како дел од овој саем, јавното претпријатие Комуналец го изработи грбот на општина Битола од цвеќе, кој е поставен кај кружниот тек на Дулије и цветна креација Паун на тревната површина пред Центарот за култура. Саем на цвеќе и хортикултура по прв пат се случува во Битола. Веќе подготовките се во тек.
Пред едно половина час тука беше навистина голема гужва. Се финишираше, се дочистуваше просторот на офицерски дворот, значи пред офицерски дом. Сега за некој сат веќе ги очекуваме и Хорти Експерт, изложувачите од Скопје. Останатите исто така утре, наутро сабота, значи 9-ти, се подготвуваат со најголем жар и ентузијазам сите. Веќе исто така сега добив известување дека и ракотворците од Скопје веќе се пристигнати, така да веќе значи ситници, се работи за ситници се досредуваат и утре да се покажеме во најдобро светло. А еве што донесуваат светските вести. Експлозија ќе го потресе целиот регион, вели Кофи Анан за состојбата во Сирија. И за други светски случувања по кратката пауза. Тео Травел ви представува. Патуваме до поблиските и подалечните места низ Македонија. Откриваме познати и непознати предели, обичаи и луѓе од нашата Македонија. Патуваме и откриваме. Секоја недела во 20 часот. Спонзорирано од Тео Травел. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали производите со опасни хемикалии кај нас се соодветно обележани? Да. Не. Немам став. Може би вашите одговори нешто ќе променат. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Поради кризата во Сирија постои опасност да експлодира целиот регион, па затоа мора да се воведат санкции против режимот во Дамаск, вели предлагачот на мировниот план за оваа земја Кофи Анан. Доколку побара помош, Шпанија ќе биде поддржана да го исправи банкарскиот сектор. Фудбалските првенства не носат секогаш добивка. Дела наместо зборови, мировниот план на специјалниот пратеник на Обединетите нации за Сирија Кофи Анан е пред неуспех. Тој бара санкции против режимот во Дамаск. Специјалниот пратеник Кофи Анан од Советот за безбедност на Светската организација побара вршење поголем притисок врз Сирија. Кризата во земјата наскоро ги излезе од контрола. Затоа мора да постојат консеквенции за непримена на мировниот план, смета Анан. Граѓанската војна во Сирија не би била ограничена само на земјата. Сирија не е Либија. Нема да има внатрешен потрес, туку вистинска експлозија која ќе го потресе целиот регион, вели Анан. При тоа клучот е во Дамаск. Тој најави дека ќе се разгледува можноста за формирање на контакт група, која ќе вклучува држави кои би можеле да влијаат на двете страни во конфликтот за прекин на насилствата. Меѓу нив, посочи Анан, треба да биде и Иран. Еврозоната ќе ги докапитализира шпанските банки доколку до монетарниот блок биде упатено барање, изјавил Жан-Клод Јункер, председавајќи на состаноците со министрите за финансии на еврозоната. Доколку Шпанија побара поддршка за својот банкарски сектор, тоа секако ќе биде направено, рекол Јункер, и нагласил дека нема никакви барања. Премногу е рано да се троши време на цифри за било каква финансиска помош. Јункер, кој е премиер на Луксембург, дал изјава непосредно по веста за намалување на кредитниот рейтинг на шпанските банки за 3 степени од страна на кредитната агенција Фич. Ова одлука следи поради банкарската криза во четвртата по големина национална економија во еврозоната, растечкиот долг и рецесијата. Јункер одбил да говори за висината на можната помош или за механизам кој би можел да биде искористен, а резултатот укажал дека еврозоната сега е во критичен период. Шпанските власти си дале рок од 2 недели да донесат одлука за начинот на докапитализација на своите банки. Одржувањето на големите фудбалски турнири на организаторите им носи само загуби, а долгорочната корист од изградената инфраструктура не е загарантирана, со оглед на тоа дека на заработка можат да сметаат единствено земјите кои не мораат да градат се од нула. Украина и Полска тешко дека ќе заработат на Европското првенство во фудбал, прогнозира данската инвестициона банка Саксо, оценувајќи ги вкупните трошоци на двете земји за модернизација на стадионите и инфраструктурата на 25 милиарди евра, а заработка од само 300 милиони. Индиректна корист од обновената инфраструктура и подобрениот имидж на земјата не може да се прогнозира, па на неа, како и секогаш досега, се повикуваат само лидерите, зборувајќи за придобивките од одржувањето на слични манифестации. За крај на вестите уште временската прогноза. Кафе Конект ви представува Метео на Тера. Какво ќе биде времето утре во Европа?
за времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Еве ја прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Го гледавте Метео на Тера, спонзорирано од ресторан Балкан. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Повеќе информации ќе најдете на нашиот веб портал Тера.мк. Довидување.